Во моментов најболното прашање за сточарите е откупната цена на млекото која што се движи од 16 до 22 денари за литар, но цена од 22 денари постигнувале само фармите со над 100 крави и што имаат подобри услови, а додека малите производители кои имаат од 1 до 10 крави добивале нерентабилна цена од 16 денари. Од 14.000 производители во Македонија, 11.000 имале од 1 до 10 крави. За излез на проблемот, фармерите бараат проширување на дополнителните субвенции по грло, кои што сега изнесуваат по 980 денари. Има известна помош, дава дополнителни субвенции државата, меѓутоа помошта се дава од 10 до 50 крави. Тоа треба да се намали, например, од 2-3 крави па до 10, за да може тие од 10 да поминат во другата група и да бидат рентабилни, затоа што е најголем бројот. Да имат некој стимул за да ги зголемат своите стада и да имат некој олеснување, например, во програмата за рурален развој, да добијат исто таква некои дополнителни средства, за да можат да имат рентабилно производство и да ги зголемат своите стада. Цената на млекото испод 18 до 20 денар не може да биде, за да бидеме рентабилни. Фармерите исто така бараат да не се плаќа индустријска струја на фармите, да се легализираат истите, за да не се чека за изработка на детални планови, бидејќи не се знаело кога истите ќе се изработат, а сега скоро за ниту едно село во Македонија немало изработено детален урбанистички план. Се бара исто така и намалување на ДДВ за лековите за говедата и ветеринарните услуги. До сега 18%, а бараме да биде тоа 5%, што на некој начин многу ќе поевтини производството. Меѓутоа успат исто да се направи една контрола на цена на лековите, да се види по која цена се лековите во соседните земји, па да се направи средна цена, би рекло и кај нас. Затоа што ние сега сме на некој начин принудени да шверцуваме лекови во Албанија и Бугарија, затоа што се огромна разлика во цената. Сточарите исто така бараат распишување на оглас за доделување на земјоделско земјиште и тоа да се доделува според бројот на говедата. Пелагонија конкретно затоа што е најголемиот дел каде што луѓето се занимаваат со сточарството, проблемот е земјиштето. Значи ние не можеме да кажеме за еден сточар кој што гледува 100 молзни крави, а располага со 1 или 2 хектари земјиште. Значи ги знаеме стандардите, оние кои што ги има Европска унија, за едно грло ако е потребно 0,7 до 1 хектар површина, значи еден таков фармер би требало да има од 80 до 100 хектари површина. Министерот Љупчо Николовски, кој денеска се сретна со сточарите од Прилепско, рече дека се превземаат повеќе мерки за помош на фармерите. Останувало зголемувањето на субвенциите во говедарството во делот на развојната категорија. Лани тоа било фиксно зголемување од 10%, а годинава имало промени. Се зголемували субвенциите во мерката за набавка на приплоден добиток. Но со измената која што оваа година ја правиме, оваа развојна категорија, правиме промена во бројот на говеда кој што опфаќа една развојна категорија, не од 5 до 20, туку од 10 до 50 говеда, односно офаќаме еден поширок спектар на производители, над 3500 производители опфаќа оваа развојна категорија, се со цел да имат зголемени субвенции, а со тоа и мотив да прераснат, односно да инвестираат, да го зголемат бројот на добитокот и да ги мотивираме да се развиваат на некој начин, а токму оваа развојна категорија го носи и развојот како на овој подсектор, така и на целокупниот сектор во сточарството и вкупно во земјоделството. Туку би ја потенцирал мерката за набавка на приплоден добиток, која што оваа година ја зголемуваме за неколку пати. Минатата година имавме предвидено околу 14 милиони денари, оваа година со програмата за рурален развој, која што е веќе донесена, оваа мерка за набавка на приплоден добиток, преку која што го обновуваме генетскиот потенцијал, ја зголемуваме продуктивноста, ја зголемуваме на 90 милиони денари, односно 1,5 милиони евра се предвидени за токму оваа мерка набавка на добиток. Николовски истакна дека тука била и ИПАРД програмата, за која годинава имало огромен интерес, односно 800 апликации, мерка која исто така ги опфаќала и фермерите. Се завршило исто така и со проектот за ортофото снимање на државата после цели 10 години, нешто кое што требало да се прави на секои 3 години. Вчера ги пуштивме во процедура измените на Законот за пасишта, со кој што воведуваме нови критериуми и правила во делот на доделувањето на пасишта, односно правиме разграничување на со и без јавен повик до 50 и над 50 хектари, низано олеснување кој што стојат на располагање на сточарите, а паралелно
работната група за дефинирање на новиот закон за пасишта работи. За прв пат 2018 година, како што знаете, беа распишани огласи за доделување на земјоделско земјиште за сточарите, каде што првенствено, односно право на приоритет има сточарите заради производство на добиточна храна. Имаше оглас до 3, над 3 хектари. Заклучивме заеднички со сите чинители од секторот дека е потребно да го обновиме овој оглас, односно да понудиме нови површини. Тоа паралелно сега го работиме, ги дефинираме површините на територија на целата држава кои што повторно треба да бидат дадени на оглас. Се склучија договорите од овие први два повици. Од Министерството за земјоделство презентира и други мерки, но и ветија дека ќе бидат разгледани сите барања кои што прилепските фармери денеска ги изнесоа на оваа средба.